Ага. Добър ден, хубав ден, всекен ден. Ми скрена внимание от режията, от режисерот, сценографистот, камерманот да бидам малце поведар, понасмејан, да ви посакам добар ден, хубав ден, среќен ден, да сте здрави, живи, вековити, да ги надживеете сите странски и домашни душмани, непријатели, да го надживеете овој проклет коронавирус. Али приказната продолжува. Сите животни живеат без никаква медицина, без никакво здравство. Самите нивни организми се борат против сите бактерии, против сите вируси, против сите габи, против сите можни болести и против сите своји непријатели. Истото да го правиме и ние. Овде ќе направиме кратка пауза, се гледаме после рекламите. Еве, продолжуваме. Животот течи. Јас сум веќе трет ден овде на водно. И еве, успеам да се кандисам, да се убедам дека ова движење и излегување од дома во овие 2 часа слободни е најдоброто нешто што може да го направам за самиот себе, затоа што ни целата светска здравствена организација со сите државни здравствени системи не можат тоа да го направат за мене. И ги слушам моите поранешни тренери, инструктори од сите спортови, од гимнастика, од джудо, од карате, од планинарење, од танцување, па и од другите мои колеги спортисти, дека само движењето и јакнењето на телото, на духот се најголемите поддржувачи за јакнење на нашиот личен имунолошки систем. Пауза. Трет дел. Посебна порака сакам да испратам до оние што се помлади, кои што имаат многу подолго време на располагање за излегување, кои што не мора да одат на работа. Абе, излезете на дома, излезете од дома, излезете надвор, покрај кејв, низ парк, одете малце побрзо, немојте да се влечкате. Движете се, дишете. Дишете длабоко, дишете со длабоко издишување, длабоко вдишување. Ширете ги белите дробови, внесувајте кислород, затоа што мозокот пред се работи само на кислород и шеќери. Ова ми е останато од мојот драг пријател, кој што за жал повеќе го нема, доктор Вецко. И тоа го практикувам во секој можен момент. Дишете, дајте му на мозокот доволно кислород да може да функционира. Дајте им доволно кислород на сите клетки, за да може да функционират. Затоа што надвор воздухот е посвеж, што значи тоа има повеќе свежо производен кислород од растенијата. Пак ќе повторам, во денско време растенијата испуштаат кислород, а користат јаглен диоксид. И овде, во шумава водно, воздухот е препон со свежо произведен кислород. А дома, во домот и во градот тоа го нема. Ке продолжиме после рекламите. Повторувањето е мајка знаењето. Репетиција е матер студиорум. Ова за се однесува. И ова излегување од дома, и ова пешачење е некое повторување, некое само потврдување, некое само убедување дека ова е
najdobro to nešto što može da go pravam za ovije 2 časa. I život mora da продолжи, da bude dinamičan, temperamenten, ispunet so fizičke aktivnosti i bez samopočitovanja, bez samodoverva u sebe ne možete stravo od bolestite, od bilo koja bolest, od bakterijite, od virusite, da ja nadminete i da ja pobedite. Morate da verujete u sebe, ali mora da budete silni, čvrsti, jaki, izdržljivi. Zato što samo silnite, jaki, čvrsti, izdržljivi organizmi može da se sprava со сите болести и заболувања. Се гледаме после рекламите, ова беше 5-ти дел. 6-ти дел. Бидете добра, хумана личност, однесувајте се добро према луѓето, према најблиските, најмилите, према комшиите, другарите, колегите. Бидете позитивен, бидете ведри, расположени, бидете отворени. Употребувајте ја во животот само на личност која што првата Господ ви е дал. И така натаму бидете хуман, бидете разбран. И то. И така дојдовме до крајот на моето денешно јавување. Ова е 7-ми дел. Сакам да ве запознам дека рекламите ги испуштивме, за да не го одолжуваме видеото. Останете ми во добро расположение, со добро здравие, со добра мисла, со убава мисла, али потрудете се да бидете динамични, активни и излегувајте од дома. Седењето по дома, здраво, седењето по дома не ви носи ништо арно. Арното е надвор, овде, на сонце. Кебела коза на јурнате соле за многу години. Уште малку и Христос и ова година ќе воскресне. Амин, амин, амин.